Делегација од општина Крива Паланка на чело со градоначалникот Алексовски, претеничката во Македонското собрание Митовска, партиски делегации и представници од Сојузот на борци, Сојузот на резервни старешини и Сдруженијето на пензионери положија свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци и со едноминутен молк ги одбележаа двата историски линдена. Ова е символичен начин да се одаде почит и да се покаже благодарност кон минатите генерации, кои несебично се вложиле за слободата на својата татковина и за државноста на Македонија. Овој ден го одбележуваме свака година. Национален празник 1903 година, 1944 година се мисли кога се удрени темелите на нашата држава, кога е одржано првото заседание на АСНОМ во Свети Прохор Пчински, Пелинци. Тогаш се ставени темелите на нашата држава на формираното Народно собрание во состав на Југославија. Ние го одбележуваме секоја година овој ден со полагање свежо цвеќе, jer свативме дека само на тој начин на минатите генерации може да ни се одолжиме. Традиционално, секоја година на овој датум се одбележува големиот ден. Градоначалникот Алексовски и претеничката Митовска ќе го посетат и празничниот народен собор во село Трново. Одбележувањето на денешниот празник го започнавме со положување на цвеќе пред споменикот тука пред општината во Крива Паланка. Потоа ќе продолжиме во Пелинце и ќе направиме повраќањето од Пелинце, ќе направиме посета на село Трново, каде што денеска се празнува овој ден и има собор во село Трново. И по повод денешниот празник Илинден би сакала да на сите граѓани да им го честитам овој голем празник и на сите оние кои што го носат името на светецот Илија и кои што празнуваат, кои што имаат свои домашни слави или пак селски слави, да имаат убав ден и нека е за многу години празникот. Денеска, како и секоја година, положивме цвеќе на паднатите борци тука пред општинската зграда. Денеска, како што е традицијата, ќе посетиме и Пелинце. Од тука потоа ќе идеме и на соборот во село Трново. Така да денешниот ден, како празничен ден, ќе ги посетиме сите оние места и настани каде што се собираат луѓето, каде што се одбележуваат дали верски или државни празници. Во рамки на народните собори во село Трново и во село Петралица, општинската организација Црвен крест традиционално организира добротворни крводарителски акции.